Добро вечер. Ова е визави на програмата на ТВ Канал Вис. Овој четврток гостин во студиото е градоначалникот на општина Струмица Коста Јаневски. Поминаа 2 години од градоначалничкиот мандат на градоначалникот Јаневски. Тој минатата недела имаше пресконференција во која што се направи пресек на позначајните проекти кои што се реализирани во изминатиот период. Градоначалниче, добра вечер, добре дојдовте во визави и еве на самиот почеток од емисијата, ако може да ги повторите, кои според вас се клучните проекти што ја одбележуваат вашата градоначалничка функција изминатиот период? Па најпрво добро вечер за вашите гледачи, за нашите сограѓани. Благодарам на поканата да бидам ваш гостин. Јас пред известно време ги кажав оние проекти кои што сметав дека се позначајни во овој 2-годишен мандат, но еве за малку пошироката јавност мислам дека убаво и денеска некој од нив да ги повториме или да ги акцентираме. Она што сметам дека во претходниот период направи некој позначаен, би кажал, исчекор или пробив во она што значи подобрување на животот во нашата општина е секако се оние инфраструктурни проекти кои што ми се чини и верувам дека значително ќе го подобрат квалитетот на животот во нашата општина. Особено значајно за мене е што на некој начин населените места ги поставивме на некое приближно исто равниште со градската, урбаните средини, со тоа што таму се инвестираше доста позначајно. Пред се, знаете, канализационите системи во некои населени места, Дабиле, Просениково, еве во тек е тендерската постапка за почеток на канализационен систем во населеното место Велјуса, изготвени проекти за вакви канализационни системи за повеќе населени места, Банско, Баница, еве во тек е и за многу значаен проект за населеното место Градско Балдовци, каде што ќе биде комбиниран со атмосферска и фекална канализациона мрежа. Она што јас повеќе пати го акцентирав, а тоа е дека верувам во овие суштински есенцијални проекти во нашата општина, бидејќи тие ја создаваат базата за понатамошна надградба. Често пати сакам да направам една компарација со целиот тој период на општина Струмица во кој што многу мои претходници вложиле многу, се разбира, и ентузијазам и визија. И секогаш помислувам дека доколку во некое подалечно време не беа правилно решени некои инфраструктурни предизвици на нашата општина, како што се пробивање на булеварите, решавање на канализациониот систем, кои се многу поодамна, ние денеска ќе немавме можност и сме благодарни за тоа што го размислувале тогаш, бидејќи немавме можност денеска да го надградуваме тој систем, да го урбанизираме поквалитетно и така натаму. И затоа сметам дека овие проекти се многу значајни и ги спомнувам како важни и сметам оти тие ќе ни во некое наредно време ќе ја добијат својата вистинска вредност. Ова е еден сегмент, но би сакал да спомнам дека исто така значајно за мене е решавањето од социјалната сфера на згрижувањето на нашите најмлади сограѓани, на нашите деца. Еден проблем кој исто така провејуваше со години во нашата општина, исто во овој мандат и во непосредно во наредната година, јас мислам дека конечно ќе заклучиме, ќе затвориме еден многу важен проблем во нашата општина, а тоа е збринувањето на децата адекватно, згрижувањето на децата адекватно со просторни услови кои што се онака како што се пропишени. Ние со години згрижувавме околу 1200, 1100, 1200 дечиња во простории кои што беа програмирани и проектирани за дупло помалку, околу 600. И тоа со години се провојуваше, еве сега со новите градинки во Куклиш, Муртино, со доградба на клон 2 во паркот, која е известна и за која со изградбата на новата градинка во кругот на касарната, за која имаме подпишено договори, обезбедени средства, значи не е визија, туку е конкретно нешто што ќе почне на самиот почеток на ова наредната година. Мислам дека и сигурен сум дека еден исто така голем проблем ќе решиме. Еве овие би ги издвоил како
проекти кои можеби вака... Бидејќи ја спомнавте веќе канализацијата во населените места, дали во Дабиле ќе биде завршена целосно и кој е оптималниот рок во кој што може да очекуваат граѓаните да почнат да се приклучуваат? Да, во Дабиле канализациониот систем е во оваа фаза отприлика задоволен околу 55% од потребите на оваа населено место. Во овие 55% ги рачунаме и стопанските објекти кои што се околу Дабиле. Што се однесува до самото граѓанство, до луѓето, до нашите сограѓани, околу 80-85% од жителите во населеното место Дабиле се покриени. И тие ни се најважни за почеток, нели? Ова е проект кој треба да продолжи во наредната година. Секако, средствата беа толкави колку што можевме, тие се исклучително скапи проекти, вие знаете, но заложбата за комплетирање на овој проект во наредната година останува и јас можам тоа да го ветам. Меѓутоа, нели, кога ќе може да се приклучуваат еве првите приклучоци во? Прв чекор кој мора да се направи, тоа е изведувачот кој е одредена фирма која што изведуваше, треба да го технички да го предаде до општината овие објекти, изградбата да се прими, да се... Имаат ли рок тие до кога тоа треба да го направат? Па се уште се во рок, во скоро време тоа треба да го направиме, треба преку одлуки на Советот да ги формализираме тие, така би кажал, моменти кои што се необходни и веднаш потоа јавното претпријатие Комуналец се подготвува. Ние покренавме една иницијатива да се подготви максимално подучени од некои претходни искуства за бавност, недоволна можеби ефикасност или недоволна динамика за согласно тие капацитети кои што тие ги располагаат за тој сегмент приклучување. Подучени од тие важни искуства вакви не баш добри, одлучивме дека тие треба да распишат посебен тендер за надворешна фирма која што ќе се посвети целосно на оваа приклучување и динамиката ќе биде многу побрза. Јас верувам во тоа. Како е во Просениково оваа ситуација? Просениково е поголем процент од граѓаните се приклучени, таму е скоро 100% од нашите сограѓани се Дали е на доброволна покриени основа и сметате ли дека можеби не треба да имаат избор граѓаните, бидејќи станува збор сепак за заштита на животна средина, дека кога ги има и кога ја има инфраструктурата не смеат да одбиваат приклучување на канализационата мрежа? Тоа е регулирано и со законска регулатива. Ние можеме по-строго или по-круто да речеме да настапиме во тие наши ингеренции, да ова биде навистина една облигација, една обврска која што не може да се избегне и така би требало да се направи. Ние изготвуваме стратегија практично да ги приклучуваме сите сограѓани и ги доставуваме фактурите кои што евентуално тие би требало за онаа што значи приклучување да се уплатат, со тоа што ќе дадеме некој поголем рок или разумен рок за да може тоа да не биде голем терет на домаќинствата, меѓутоа не мислам дека треба да оставиме можност за доброволно приклучување. Тоа е законска обврска. Ние имаме од друга страна закони кои што од областа на екологијата и заштита на животната средина кои не обврзуваат да постапиме така и мислам дека тоа е вистинскиот начин. Има ли оптимален рок во кој период треба тие да бидат приклучени и потоа дали следуваат какви казни, парични казни ли следуваат доколку не поднесат барање за приклучок на канализационата мрежа? Да, откога ќе се завршат овие моменти кои што ви ги кажав, технички прием, одлуки на Совет, јас мислам дека во најнепосреден период веднаш ќе се почне приклучувањето согласно возможната динамика, нели, и капацитетот на силите кои ќе ги впрегнеме во таа работа, но мислам дека тоа не се преголем број, за да не може една посебно сериозна фирма која треба да ја одбереме согласно некои критериуми, за да може да одговори на тој капацитет и тоа ќе биде обработено во следната набавка која што ќе ја подготвиме кога овие технички моменти ќе... Велите дека има готови проекти за следни за канализациони мрежи во одредени населени места. Дали може на повеќе да се очекува 2020 почеток на изградба на канализациона мрежа во некои од другите населени места? Да, еве прво е, ако мислам дека го спомнав, најнепосредно сега во, еве да речем, во рок од месец дена би кажал,
објективно треба да почне изградбата на канализационниот систем во Велјуса, ви кажам, обезбедени се средства. Обезбедени се средства, се тендерира во моментот, при крај се постапките, нели одредени законски рокови мора да се спазат, рокови за жалба, евентуално некои корекции ако нешто технички произлезе некој проблем, и тие се некои рокови кои не можеме да ги скратиме. Тоа се законски рокови, но сето тоа по наши предвидувања треба во некој период од месец дена, би рекол, ориентационо да завршат и нема пречка да се почне со оваа канализација. Наредните ние ќе се обидеме да аплицираме и преку фондови, преку Министерство за транспорт и врски, преку Министерството за заштита на животна средина. Од секаде кај што ќе можеме, ќе се обидеме да мобилизираме средства за да можеме да одиме на следниот чекор. Пред се тука за мене е голем предизвик населеното место Банско. Секогаш го издвојувам, бидејќи е големо населено место. Таму има такви проблеми кои што ми тежат и мене и на целата наша општина. Градско Балдовци апсолутно еден голем проблем кој што го знам и кој не сум го заборавил, луѓето исто ме потсетуваат многу често. Никогаш не сум се нити откажал, нити сум го заборавил тој проблем, но мора да го внесеме во некои законски регулативи и секако мора како прв чекор да направиме урбанистичка подготовка, проект и така натаму, да обезбедиме средства. Тие се значителни големи средства. Само за една компарација можем да ви кажем, канализационниот систем во населеното место Банско, за кој имаме проект, по проектантска проценка е проценет на една вредност од околу 1.200.000-300.000 евра. Тоа се сериозни средства за една општина, па дури ми се чини и за централната власт се сериозни средства, бидејќи такви, како што гледате по министерствата, разни повици кои што ги има, не се ни приближно до вакви вредности или тако волумен кој што сега го спомнав пред малку, но ќе се обидеме со комбинирани средства, со општински средства, тоа да го направиме. Јас мислам дека мораме во тоа да успееме. А во пресот кој што го имавте минатата недела, спомнавте за пробивање нови улици, тампонирање патишта локални во населените места. Каква е ситуацијата во Струмица? Зборувам повеќе за идните проекции. Знаеме тоа што е реализирано изминатиот период. Дали се планира некоја нова сообраќајница во градот и на кој начин ќе се олесни целиот тој сообраќајен метеж кој што се почесто е слика во попладнивните часови во Струмица? Дали размислувате на некои нови решенија? Да, секако. Овие, јас ги спомнав пред некој ден, не знам, ако дозволите, јас би можел да кажем некои вредности, тоа е за претходниот двегодишен период. Ако имате некој кој што сметате, сепак се значителни бројки, не се за занемарување и мислам дека можеби, ако дозволите, јас би ги спомнал од областа на инфраструктурата што е направено. Накратко, ако само ви дозволите, таксативно ќе ги набројам, значи пробиени се и тампонирани улици во должина од 4477 метри. 302 метри во индустријските зони се асфалтирани улици. Втор слој асфалт е ставен на улици со вкупна површина од 31.553 метри во градот и во населеното место Добрејци. Тротоари изградени со бекатон плочки на површина од 4412 метри. Асфалтирање на површина од 13.947 метри квадратни во скоро сите населени места, да не ги набројувам. Тампонирани се полски патишта и тоа е една активност која е нова, новитет, во должина од околу 6 километри во повеќе во населените места кои што имаат потреба до пристап до овие земјоделските површини. Канализационниот систем во Дабиле го спомнав и Просениково, проекти за канализационен систем кажавме Банско, Баница, Велјуса и еве сега Градско Балдовци. Изведени се вкупно 350 приклучоци на канализациона мрежа во Добрејци и Костурино. Тоа се исто од порано направени канализациони мрежи, меѓутоа еве заради претходните проблеми кои ги спомнавме и динамика, дури сега ги приклучувавме и тоа ангажираше една доста голема ресурси на луѓе и на механизација. Секундарни канализационни мрежи во неколку населени места. Во Габрово, после многу години е ставен водоводот во функција и изградена е филтер станица, нешто значајно за квалитет на вода.
Техничка документација за проект фекален колектор за сафаќање на отпадни води од селата Муртино, Сачево, Градско-Балдовски индустријска зона. Тоа е исто еден голем колектор кој што треба да ги прифати овие отпадни води и да ги усмерува према пречистителната станица. Деталните урбанистички планови исто многу малку ги спомнуваме, тоа што малку го начна во претходното прашање, а кои се многу значајни за развивањето на општината, не се видливи, Така. луѓето не ги знаат. Колку имате направено во Значи последниот период? во текст е при крај, во завршна фаза околу 20. Тоа е една бројка за оние кои што За цела општина или само за градот? За цела општина. Значи повеќе од 6-7 се во општината веќе завршени и плюс 20 се во завршна фаза. Ова е една бројка која ако ја споредиме со еден претходен период. Што предвидувате во овие нови урбанистички планови, градоначалниче, можеби некоја нова индустријска зона се поврзувам со? Индустријските зони за сега го задоволуваат капацитетот. Ние имаме се уште не е целосно искористена индустријска зона Сачево. Имаме Југ, имаме други кои што ни стојат на располагање, Сачево, во кои што се уште не е исполнет капацитетот за да можеме да размислуваме за нови, размислуваме за уредување на овие индустријски зони и тоа ќе го спомнаме, еве можеме и сега кога ме прашавте. Тука пред извесно време ние понудивме извесен број на парцели, околу 12 на број, кои што ги понудивме на нашите стопанственици да можат да градат. Знаете тука дека почетна цена е околу 1 евро за да може да се стимулираат градење, меѓутоа во таа конкуренција се добија некои одредени суми поголеми сигурно од таа стартна позиција. Значи има голем интерес, се продадоа со голем интерес, се понудија. Тие имаат обврска во многу краток рок од 6 месеци, во неколку месеци да ги уплатат тие средства, се разбира кои ќе поминат филтерите на јавниот правобранител и сите други законски регулативи кои што мора да законски да ни потврдат дека тоа е во ред. После тоа следува уплаќање на средствата и обврската треба да ја исполнат за градење. Тоа ќе овозможи нови капацитети, нови работни места, се надевам. Интересот за овие парцели ми покаже дека Во кој дел се тие парцели? Тие се во зона север. Еве сега подготвуваме и една друга парцела која што ќе ја понудиме на занечиите. Онаа што често пати ме потсетуваат нашите сограѓани дека во тие области локален економски развој, стимулирање на локалниот економски развој можеби не сме направиле доволно, но јас ќе кажам тоа е по моје размислување повеќе резултат на недоволна можеби наша информираност на граѓаните за да знаат дека ваквите проекти се длабоко навлезени во завршна фаза. За кои занаети би била таа наменета на парцела и на кој начин ќе биде понудена? Таа парцела ја обработуваме урбанистички на тој начин што ќе ја препарцелираме во помали парцели да бидат достапни до тие занаечии како механичарски работилници, пералници на автомобили, не знам, било кои други некои занаечии кои што постојат, еве правиме сега некоја евиденција дали постојат некои од тие стари занаети. Веќе се изготвуваат типски архитектонски решења на овие градби, за да имат и некој убав изглед, и помали парцели кои што ќе бидат достапни со цената за овие занечијски работилници, со идеја дека градот да не се полни со овие занаечијски работилници кои сите спаѓаат претходно што ги спомнав во таа категорија на занаечии, да се релаксира градот од овие вакви активности кои што на некој начин сметаат во нашата општина. Да се навратам само на прашањето за сообраќајот, регулирањето на сообраќајот во градот. Дали има идеи за пробивање, не знам, нови улици можеби во таа смисла и спомнавте уредување, реконструкција на поројот Крушевска република. Ајде околу оваа тема малку. Добро, така е. Еве само едно надополнување за овие деталните урбанистички планови се всушност основата, есенцијата врз која се градат овие сообраќајни решења, иако тие се детерминирани со еден повисок. Значи тие предвидуваат и сообраќајници, сообраќајни решења во тие области, предвидуваат парцели за градба, на некој начин со тоа дестимулираме градење, нели бесправно градење, иако е забрането, меѓутоа нашите сограѓани често пати знаеме сите да ги прекршиме тие правила. Ова ќе детерминира точно правила како да се гради, нели. Главните придобивки од тие детални урбанистички планови се тие.
За сообраќајниците, тие се во главном детерминирани со генералниот урбанички план. Таа е една урбанистичка закон, би кажал, кој што е повисок од деталните урбанички планови, и тие главни сообраќајници се таму детерминирани. Општина Струмица, генерален урбанички план, мислам дека последниот е 2002 донесен со некои корекции во 2005 или 2006, ако не се лажем, и веќе е зрела за нов генерален урбанистички план. Ние веќе по некои сегменти кои што можеме да си ги приуштиме, бидејќи е скапа операција, прилично скапа, некои делови веќе ги решаваме, значи тоа се пред се урбаните блокови 41, тамо 37, 36, кои што заради легализациите ни ствараа проблеми, тука спаѓа еве и Софилар, нели тој така проблем кој што ни тежи на сите нам. И со ова решение на некој начин ќе ги решиме и овие, за да можеме навистина да постапиме. Иако покрај секаква волја, желба, имаме така одредени пречки кои се створиле во текот. На кој начин ќе постапите? За што станува збор? Значи ќе ги решиме со инфраструктурни решења, она што сега во моментот е најесенцијално за нашите сограѓани, а тоа е улиците, одводот, канализационите, фекална и атмосферска канализација. Тоа е еден понизок степен на решавање, би кажал, не е толку глобален, меѓутоа нетрпението веќе и кај мене и кај моите сограѓани на некој начин не тераше да најдеме некое решение кое што е законски, а кое мораме да го направиме за барем овие делови да ги покриеме, а понатаму ќе си продолжат активностите кои се покажаа доста долги, бидејќи тие активности, знаете, покрај нашето проектирање на такви детални урбанички планови, мислам, не наша иницијатива од општината или приватна или било како ги работат лиценцирани куќи, поминуваат низ филтрите на Министерството за транспорт и врски и други министерства, и тие даваат или забелешки, или ги враќаат, или сакаат нешто попрецизно да биде регулирано. Прашање до вас за следниот период. На кој начин планирате да ги решите критичните точки во центарот? Се создаваат големи гужви пред семафорите, потоа имаме се уште проблеми со паркирањето, недоволно почитување на јавните површини. Дали можеби постоеше една иницијатива за пробивање на сообраќајница кај големиот градски парк? Дали стојат се уште тие идеи и на кој начин планирате да го? Тоа и во контекст на претходното прашање кое него довршивме, спомнавме за поројот Крушевска република, изготвен проект кој има веќе и проценета, значи проектантска цена на вредност. Проектот за Свети Илијски порој е исто така онаа што го нарекувавме урбан мост меѓу Стара и Нова Струмица, практично да се растерети пред се сообраќајот од новата насела во касарната, пак во комуникација со останатите сообраќајници, да се избегнува кружењето на луѓето кои што таму се повеќе се населуваат низ централното градско подрачје. Не сме се откажали и од проектот за пробивање на подземна улица меѓу улицата 24 октомври и Ванчо Китанов и Ѓуро Салај. Меѓутоа, тој е исто еден малку проект на кој искрсна неколку прашања кои што се суштински и за кои не сакаме да брзаме претерано. Го размислуваме се уште дали овој проект ќе остане како реализација или ќе направиме некое друго решение кое нема толку да предизвика проблеми во тој дел, бидејќи тоа е еден тивок дел, паркот е така еден символ на општина Струмица кој што не сакаме да го повредиме на некој начин и тука треба да бидеме внимателни. Инаку си стои тој проект, меѓутоа е во некоја почетна фаза. Овие што ги кажав, Крушевска република, кои вие може да ги прикажете, и Свети Илијски порој се завршени, комплетно завршени, и јас мислам со регулирање на сообраќајниците пред се на Крушевска република давам акцент на него, бидејќи целосната заложба во овој нареден период, почетокот на наредната година моја, ќе биде овој проект да почне барем во некоја стационажа да се изгради. Имате предвидено, како што гледаме од идејното решение, покривање на
Да. Поројот Крушевска република. Што предвидува целиот овој проект и имате ли одредена временска рамка во која што би требало да тече реализацијата на целиот овој реконструктивен период? Да, предвидено е покривање. Една идеја која ми се чини дека и поодамна вака била наметната или тлеела или била на некој начин фрлена како предизвик за нашата општина. Меѓутоа, веројатно во тоа време имало некои предизвици кои што не биле решиви. Сега во консултација со стручни лица, хидроинженери, архитекти, урбанисти, длабоко има уверување, потврдено научно како тоа може да се изведе. Значи, волуменот или пресекот на самиот порој ќе биде на некој начин редизајниран, со тоа што ќе се овозможи двете паралелни сообраќајници кои одат покрај Крушевска република, ќе добијат малку во ширина, која ќе биде доволна за да може сообраќајот тука полесно да се движи, и се добива простор за хортикултурно и уредување и зеленило, а поројот практично покрај ќе биде еден вид шеталиште кое еве на тие идејни проекти кои што се дадени прилично добро изгледаат, проверено е со ревизија. Да, тоа безбедно решение би било покривање на... Значи, јас верувам на лиценцирани професионалци кои што тоа го знаат. Мислам дека, верувам дека и сигурен сум дека одредени инфраструктурни проекти како што е ободниот канал и некои други решења канализациони ќе го растеретуваат веќе малку овој канал Крушевска република, така да ова е сосема можно. Има технолошки решења како се изведува оваа чистење и ревизија и мислам дека ќе биде еден многу убав урбан украс на нашата општина. Спомнавте почетокот на наредната година дека треба да се почне со реализација. 3 километри се во прашање. Колку време ќе ви биде потребно со оглед на тоа дека има повеќе нивоа на решавање на овој проект? Добро, обсежен проект е. Обсежен и скап проект е. Јас можем да ви кажем една сума, ако не ја спомнав, отприлика и тоа е некаде повеќе од 1.300.000 евра, значи се тоа сериозни пари, ако ги собереме оние желби, наши замисли, посветеност да ги направиме со вакви суми, сами ќе заклучите дека едноставно не е возможно за една година или за две, макар да сите тие се покријат. Но еве, приоритетно ќе ги решаваме едно по едно. Ова е нешто што е по мене приоритет за општина Струмица. Го ставаме, еве сега го креираме на некој начин и го конципираме буџетот, го ставаме во 2-годишна инвестициона програма, овој Крушевска република проект. Јас од каде би се почнало? Кој од тоа, со реализација тоа можеме да го размислуваме. Мојата идеја е и она што јас го согледувам можеби како прва стационажа која би требало да ја направиме и за која секако мора да обезбедиме средства и ќе обезбедиме. Тоа би било, според мојот, кружниот тек на Маршал Тито према така наречен Чурлински мост или према Свети 15 или таа една делница која е често посетена од наши сограѓани и тука мислам дека е едно тесно грло кое што би требало и сообраќајно некако да се реши. Тоа е нешто што би сакал во најбрз можен рок, еве на почетокот штом ќе дозволат, пак ќе кажем законските можности, бидејќи буџетот нели оди на читање во Министерство за финансии, треба да се утврди и да се одобри. Веднаш можеме да го распишуваме тендерот, бидејќи средствата се предвидени во буџетот, во таа програма и даваме еве некој приоритет. Така да јас рачунам дека во пролетниот период некаде треба да почнеме и мислам дека би можеле да овој дел да го направиме во текот на наредната година. Секако постои потенцијал ако обезбедиме средства, ако можеме да биде и поголема стационажата. Јас би бил презадоволен ако тоа успееме и ќе направам се што можам, ако можеме да обезбедиме средства од некои други извори. Сега зборам за средства исклучиво планираме на нашите средства од буџетот. Се друго што би дошло како дополнителни средства ќе биде добредојдено и ќе ја продолжи стационажата. Можем да ви кажам дека се извинувам дека во делот на Крушевска република од транзитниот пат
Значи од мостот на транзитниот пат према вливот на река Тркајна. Тука исто едно 150-200 метри од каналот ќе го уредиме, за да може и тој еден тука проблематичен сегмент, за тоа исто има средства и тоа ќе почне во многу близок период, ќе видите. Значи тука има обезбедени средства околу 6-7 милиони денари за таа стационажа, инаку имаме и таму проект од таа стационажа што ви кажав од транзитниот пат до вливот на река Тркајна. И тие се некои проекти со кои јас го започнав мандатот. Веднаш ги почнавме, меѓутоа ве уверувам дека се навистина многу опсежни проекти и едно проектирање вакво со хидролошки испитувања, проценки за евентуално кризни надојдување на вода на 100 годишни води, како што тие го номинираат. Значи тоа се прави одредени симулации компјутерски кои предвидуваат за правилно димензионирање. Значи таквите проекти траат проектирањето околу година, дена и повеќе. И затоа се можеби за сега невидливи, но ствараат еден потенцијал врз кој можеме да ги градиме, нели? Желбите мораме да ги подкрепиме со некои издржани проекти. Какво е ширењето на гасоводната мрежа? Дали имаме нови приклучоци со оглед на тоа дека имате одредено субвенционирање на новите приклучувања, а се со цел намалување на користењето на огревно дрво и други материјали, да речем на некој начин, кои што може да се користат за загревање, а ја загадуваат околината. Дали сте задоволни и дали може да очекуваме намалување на целото тоа загадување за оваа грејна сезона? Да, со приближувањето на поинтензивно користење и траење на грејната сезона ги очекуваме повторно оние непријатности или соочувања со вистината дека навистина во тој период општина Струмица страда од некоја појава на понеквалитетен амбиентален воздух кој што ќе ни се наметне како една алармантна ситуација, би кажал. Јас во повеќе наврати сум зборувал за тој феномен, од што зависи се покажуваат дека првичните обсервации и перцепции се скоро 100% точни, меѓутоа ниеден квалитетен пристап до еден проблем не може да се реши ако немаме доволно информации од што зависи тоа загадување. Фактите се повеќе потврдуваат дека грејните тела во нашата општина, навиките на користење на одредени горива се главниот проблем и се разбира географската положба на општина Струмица, која е котлина, согласно тие физички закони на инверзија на топол-ладен воздух се заробува одреден воздух, нема доволно движење атмосферски и тие честички кои што PM честички 10 и 2,5 на некој начин се заробуваат во долните делови на градот или пониските делови на градот и ги даваат тие вредности кои што ги даваат. Ние направивме стратегија и план, акционен план за дејствување во тој правец. Очигледно дека секој разумен наш сограѓанин ќе свати дека ова е предизвик кој што не се решава ад хок или преку ноќ. Но што преземате вие за да го решите? Секако пак тоа не ни дава амнестирање дека сега тоа е долгорочен проблем или барем среднорочен и долгорочен, меѓутоа тоа пак не ни дава да бидеме инертни, нели, не ни дозволува. И тука имаме преземено повеќе, некои постари мерки и некои се нови мерки. Позната е мерката за субвенционирање на приклучок на газ околу во противвредност, денарска противвредност од 100 евра. Познато е дека аплициравме за кредит за проширување на гасоводната мрежа во некаде во должина 7-8 километри, која што е рационална во овој период. Можевме можеби и за повеќе, меѓутоа треба да се биде рационален, бидејќи таа мрежа треба да биде активна, не да биде пасивна. 8 нови општински објекти ќе бидат приклучени на газ. Тие се повеќе училиштата во населените места, бидејќи градските урбаните средини се веќе приклучени. Тоа е исто така известно, обезбедени се средства. Значи да добијат горилници и капацитети да се префрлат од горива како што се дрвата и фосилни горива на газ. Таа е една значајна мерка.
прочистувачи на воздух за повеќе школи, училишта во нашата општина, во населените места и во градот ќе добијат. Еве, уште една мерка која е известна и за која е обезбедено средства. Неколку централни државни институции веќе се најавени дека ќе се приклучуваат. Дали за оваа грејна сезона тие би биле? Па за оваа грејна Например, сезона. една од најкритичните беше општа болница. Општа болница Дали таа ќе веќе почне? имаме обезбедено средства во соработка со Министерство за заштита Ќе успеете ли да ја приклучите? Па јас мислам дека ќе успееме, бидејќи средства имаме обезбедено околу 5 милиони денари за адаптација, преадаптација на овој објект. Иако нели општата болница не е под ингеренција на општината, на локалната самоуправа, тоа го знаете, меѓутоа е во нашата Сериозен општина и загадувач, таа е поголем капацитет кој што заслужува. Тие се заслужува да се преадаптира. Најавивте дека ќе има намалување на комуналиите за сите оние инвеститори кои што би инвестирале за поголемите објекти, станува збор, во зелени фасади и зелени кровови. Дали има интерес воопшто за оваа мерка? На каков фидбек наидовте? Да. Ова не беше само најава, една од заложбите, општина Струмица и јас како градоначелник се заложивме да створиме клима за да можат инвеститорите да го употребат тој инструмент, нели? Тоа е сепак инвеститорите ги градат зградите, поголемите објекти и ние изгласавме на совет таква уште пред повеќе месеци одлука со која ги ослободуваме во противвредност од 8,5% од комуналните давачки, кои не се мали, за да ги стимулираме да градат вакви зелени кровови. Во минатиот период немаше многу градежна иницијатива или активност во градење на згради. Вие знаете, и така да не можевме да ја видиме колкав би бил интересот на приватните инвеститори за да градат вакви проекти да ги остварат. Јас се надевам дека оваа можност ќе потенцираме, ќе ги подсетиме, се надевам дека ќе ја искористат. Мислам дека и тие имаат интерес тоа да го направат. Таа е една поволна клима која што ние сме должни да ја обезбедиме. Да. Значи тука е веќе донесена одлука. Донесовме уште една важна одлука со големо уверување дека е исправна. Оние наши сограѓани, приватни, физички или правни лица, кои што на своите кровови ќе постават фотоволтаици, кои на некој начин веќе се со законските регулативи регулирано како тоа оди, исто така ги ослободивме со еден голем процент односно целосно ги ослободивме од комунални давачки за да ги стимулираме да инвестираат во фотоволтаици и за лични и потреби и евентуално ако постојат законски регулативи за продажба. Тоа се значителни одстапувања, би кажал, од приносите или од доходите кои општината ги прибира со една голема визија и желба за поквалитетен амбиентален воздух, бидејќи тие фактори се многу значајни, нели така? Во енергетско ефикасни фасади, еве јавниот повик е во тек. Објавивме јавен повик на кој што одредени колективни стамбени згради пред се би аплицирале прво за изготвување на проект. Општината ќе го направи со лиценцирани фирми, тие треба да аплицираат, да им направиме проект за подготвување за градење на енергетско ефикасни фасади. Значи, со тоа исто заштедување на гориво. Само за фасадите без промена на столаријата, така? Или може, комплетно? значи тоа е Дали тоа исто може да предвидува еден сегмент во решавање на фасадата, на енергетски ефикасната фасада. Идејата е прво да ги направиме Кога овие го проекти. овој... Ова е, мислам, од во тек или во наредните денови треба да почне, исто. Со тоа што буџетираме во наредната година, Добро. барем ако можеме една или две од такви стамбени згради општината да ги финансира. Кои ќе бидат критериумите, како би ги одбрале? Ете, тоа сакав да го кажам, значи критериумите, како еден од главните критериуми, размислуваме да биде прво мора да има согласност од станарите, мора тие куќни совети да бидат компактни, решени дека тоа сакат да го направат, за да може комуникацијата да биде нели поисправна. Треба да самите да
партиципираат со некој одреден процент во изградбата на овие фасади, каде што има расположение, би бил еден од критериумите, размислуваме, процентот на учество на самите станари во изградба на овие фасади, веројатно ќе имат предимство оние стамбени објекти или заедници кои што се покомпактни, сложни, решени во тој правец и кои ќе партиципираат со некој одреден процент. Тоа е секаде така во светот, колку што јас гледав, бидејќи одговорноста е заедничка, општината подава рака, меѓутоа бара и одговорности од самите наши сограѓани, се разбира во тоа колкави се можностите. Да. Тоа функционира така. Минатите емисии имавме зборувано за тоа како да се реши проблемот со дивите депонии, со оглед дека и тие се огромен извор на загадувачи во околината. Тогаш се стана збори за дали може да се на некој начин постават видеонадзори за да се спречи или да се детектираат евентуалните загадувачи, а општина Кавадарци неодамна објави дека направила ваков систем. Дали сметате дека можеби ваквата пракса конечно ќе треба да се применува и во други општини или пак ќе постојат други мерки за справување со овој проблем? Да, дивите депонии се голем проблем. Ние таму на повеќе наврати, кажав, реагиравме, значителни количини на отпад се собрани. Имаше екофронт, да. Да. Еве, таа е една од акциите со која јас со задоволство ја кажувам, бидејќи е акција која е бесконечна, која трае од сега па за секогаш, бидејќи секогаш има дополнително каде да се дејствува. Собравме значителни, ви кажав, можеби околу повеќе од 2.500 тони на смет. Меѓутоа се соочуваме со рецидиви на повторно депонирање и тука репресивните мерки треба сега да ги активираме, за жал. Видеонадзорот... Вие бевте против тие мерки, дали конечно... Па не сум многу, ви кажувам искрено, не сум присталица на репресивни мерки во прв чекор. Меѓутоа, ако се покаже како неопходно, секако тоа е инструмент и тоа е некој вид на превенција, нели? И тука немаме избор. Подобрно е присуството на инспекторите, иако не знам каква е перцепцијата, јас ги имам конкретните бројки, верувам дека... Што велат тие? Дали има многу повеќе изречени казни? Има, меѓутоа, еве, повеќе пати сум спомнал, но еве, уште еднаш ќе потенцирам. Секој ниво на инспекции има своји инструменти и оружја, да не кажем, со кои може да делува. Значи, општинскиот инспектор има одредено ниво на дејствување и одредена можност како инструмент да го изрече. Државните има државни инспектори за заштита на животна средина и екологија. Тие имаат своји ингеренции кои по правило се повисоки и поголеми. И казните се по-драстични, драматично поголеми. Дали има доволно инспектори прво на терен и ангажирано во инспекцијските служби за да може да реагираат, бидејќи не станува збор за една локација. Туку едноставно имаме буквално на секои 100 метри некаква депонија. Дали можеби и тоа е еден од проблемите за справување? Па може би е еден од проблемите. Јас кога разговарам со инспекциите, сите ќе кажат дека немат доволно капацитет, мислам, во ресурси, човечки ресурси. Меѓутоа јас сметам дека колкав и да биде тој капацитет во ресурси човечки, ако, нели, многу пати го потенцирам, ако ние сите не сме инспектори или не сме чувари на онаа што е наша животна средина, не постои и таков број на инспектори кои би биле доволни. Невозможно е на секој пункт или на секоја нова депонија или не знам појава која што го загрозува хигиената и животната средина да се постави човек. Би требало можеби и во 3 смени да работи, мислам невозможно и нерационално е тоа и ќе биде и не само прескапо, туку неизводливо. Значи, јас повеќе сакам да апелирам и работиме во склопи со акцијата Екофронт, во едукација на нашите луѓе, на помалите наши сограѓани, помладите категории на наши деца. Гледам дека тие ги впиваат нашите пореки. И видов дека
кога една акција се почнува така да кажем символично од кровот, како ние сега што сакаме да направиме, резултатите се минимални, ангажманите се макотрпни, нема ефект и луѓето стануваат нервозни, оние кои се посебно загрижени за заштита на животната средина, посебно, а тие што имаат лоши навики, тешко се откажуваат од тие навики. Но темелот, а не кровот, на нашето општество се децата. И мислам тука еве со овие акции Екофронт со едуцирање на помладите категории, навистина ги прифаќаат идеите, ги разбираат. Почнавте ли по училиштата и по градинките? Почнати се, значи во многу наврати самите ученици една под акција под Екофронт ја нарековме предизвик. Некои по-безбедни локации се разбира, кои што изгледаат како рушење на екологијата, на заштита на животната средина и амбиентот и урбаната средина, им го даваме како предизвик, повеќе символично, да самите да делуваат и да ги видат ефектите. Во тој правец еве до некаде и оваа новата поврзана една акција со која исто така јас би сакал да се гордееме сите, е здравата ужинка. Тоа беше малку и погрешно сватено, можеби и недоволно објаснето. Беше најавено како оброк, да? Тоа почнува од понеделник ефективно. Како оброк, можеби терминологијата несреќно беше одбрана, меѓутоа идејата беше ова, значи со символично давање на едно овошје, пред се ќе почнеме со јаболко како по-универзално, безбедно и така натаму корисно, здраво, нели, водејќи се проектирано ли? Ќе успеете ли секој ден да може да има... Проектирано е. Тоа се сигурни проекти. Почнуваат еве од понеделник со анимација. Во смисла, дали ќе може да се постигне, бидејќи не станува збор за мал број на ученици на училишта кои што треба да се поминат во текот на еден ден, а тоа ќе биде секојдневно 5 дена во неделата. Значи тоа е тендерирано, објавено на јавен повик, се појавија, се конкурира одредени, нели, субјекти, го добија, јасно се предвидени условите, потребите кои се и тие одговорија позитивно. Значи очекуваме дека ќе биде. Колку средства ќе ангажира овој проект? Па на годишно ниво мислам оти околу можеби 6-7 милиони денари ќе се слијат. Меѓутоа не е само оброкот. Значи тоа е посебно сакам да го назначам. Тие ќе бидат соодветно пакувани со одредени амблеми и пораки кон најмладите категории за односот према овошјето, миење, користење како здрава навика и фрлање на отпадот онаму кај што е предвидено. Значи таа порака јас се надевам дека ќе се вкорени во нашите најмлади категории. И повеќе верувам во вакви проекти отколку во онаа што е завршница, чистење на депониите, која е веќе завршна фаза и веќе појава која што тешко се коригира. И таа ќе работиме. Тука нема компромиси, тука не е спорно. Значи очекувам и голема соработка и разбирање од нашите наставници, од родителите за овој проект. Се надевам дека правилно ќе го сватат и сите заедно ќе учествуваат во онаа што се вика едуцирање на нашите деца како треба оваа да продолжува. Се надевам дека она колективно заедничко делување, споделување на искуство меѓу самите деца ќе дополнително ќе ги стимулира да ги прифатат тие навики. Да одиме на следна тема култура. Една од најголемите барања на културните работници во градот е отворање на градска галерија. Дали е веќе просторот одреден и кога планирате да го реализирате овој проект и на кој начин? Градска галерија е исто еден од проектите кои јас уште на самиот почеток со големи симпатии или како да кажем со големи заложби сакам да ги оствариме во нашата општина, бидејќи пред се воден од потенцијалот на уметнички дела кои што со години се акумулирале во нашата општина преку ликовната галерија, преку наши локални еминентни познати уметници и навистина е штета овие вредни дела да стојат во некој депоа кои патем речено не сум сигурен колку се адекватни и да не се изложат на показ на нашите сограѓани кои гледам дека повеќето се гладни за такви манифестации, културни манифестации од области и на уметноста и општо на културата. И во тој контекст ние веќе го правиме проектот
значи лоцирана е една општинска, би кажал, локација, тоа е поранешниот, така е познат, поранешниот објект Лаик или поранешното, нели, матична служба кај што се одржуваа венчавките, таа е испразнета, корисниците кои таму го користеле тоа е извесен период, има потполно разбирање и мислам и без да имат разбирање, тоа е сепак собственост на општина Струмица, ние си го вративме во наше владение. Проектот се изработува сериозно и веќе имаме проектирано таму некоја сума од околу 5,5-6 милиони денари, кое што ќе биде чинење. Проектантска проценка е таа. Се надевам дека сите тие предизвици внатре кои што се создале со текот на времето, нели, одредени решенја кои што треба да го подобрат тој амбиент, бидејќи е тоа на некој начин запоставен еден проект и се надевам дека ќе биде еден украс на општина Струмица. Тоа е исто еден од приоритетите со претходните. Кога би требало да почне со реализација и колкав е временскиот период што зборувам за овие проекти кои ги еве јавно ги ветувам и за кои стојам и кои ги внесувам во буџетот, ги внесуваме за почнувате од следната наредната година. 2020 година. Штом ќе има услови со одобрување на буџетот, веднаш можеме да почнеме со овие. Се надевам дека нема да изгледат поголеми предизвици таму, бидејќи има некои технички решенја кои што се наметнуваат како проблем. Секогаш е така, ако нема проблеми, нели, не би било предизвик. Меѓутоа, мислам дека ќе ги решиме и во закажаните рокови или онаа што ни е одредница или желба ќе ги оствариме. Да одиме на тема социјала. Знам дека има се уште што да се зборува за културата, особено за големите настани од областа на културата кои што ги поддржува општината, како меѓународниот фестивал на камерен театар и Астерфест, потоа карневалот. Меѓутоа да оставиме простор за сето она што е навистина значајно да го слушнат граѓаните од областа на социјалата. Има и јавен повик кој што го распиша Министерството за труд и социјална политика, општините да аплицираат за развој на социјални услуги. Кои социјални услуги досега ги имате развиено, за кои се одделуваат средства? Кои се вашите проекции за следниот период, на кои би потрошиле време и ресурси за развивање се потребни на граѓаните? Да, во областа на социјалата, морам да кажем, би е жал за оваа култура, тој е малку брзо прескокнав, но добро, во областа на социјалата има повеќе проекти, еве некои ги спомнавме, нели градинките се во таа област, тоа е еден сериозен потенцијал кој што ќе се ослободи во наредната година. Знаете дека општина Струмица од своји средства, наши идеи и средства буџетирано е обезбедување на бесплатни униформи за прводеленците втора година. Значи нешто што трае, што е одржливо. Еве оваа година обезбедивме за одредени категории, нели, социјално, да речеме, загрозени или малку и поширок е овој термин, бесплатен прибор за учениците. Повеќе од 800 деца ќе добијат помош од општина Струмица како бесплатен прибор, секако и родителите. Тие се исто проекти општински кои се во пак од сферата на социјалата, би кажал. Нешто што е исто за мене многу важно и за кое јас се залагам е проектот Струмица грижлив град. Во тој контекст со Министерството за труд и социјала ги разработуваме сегментите во кои делови може Министерството да учествува и партиципира за некои социјални категории, за колку општината, наша идеја е таа, која ќе содржи еден институционален пристап кон помагање на нашите сограѓани, пред се од постара возраст. Многу опсежен е тој проект. Верувам во тој пристап повеќе отколку класичното градење на онакви домови за стари лица какви што ние сме ги замислувале до сега, иако и тука има одредени промени за кои можеме да збориме. Меѓутоа, овој пристап е за мене многу похуман, значи посета до домовите, давање на услуги, најсекојдневни услуги од разговарање, дружење, купување на неопходни продукти,
купување на лекови, водење сметка за редовната терапија и така натаму, еден од сегментите. Тоа е исто така во тек, ваков проект. Еве, знаете дека работиме пак во соработка со Министерство за труд и социјала за обезбедување и воведување на шелтер центар за категории од жртви на фамилиарното насилство. Значи, повеќе проекти кои што треба на некој начин оваа социјална клима во нашата општина да ја подигнат на повисоко. Спомнавте старичкиот дом, а неодамна имаше и критики од политичките партии, особено од ВМРО ДПМН, дека е ветен проект кој што не е реализиран. Неколку пати го најавувавте старичкиот дом. Што е причината? Знам дека имаше обележено и објект кој што е наменет за таа цел. Дали нема заинтересирани инвеститори или проблемите се во документациите? Видете, во мојата тоа беше сигурно една забелешка и треба да биде. Нека биде ветење во мојата програма предизборна и никогаш не сум кажал дека ние ќе се откажеме. Напротив, јас исто еден од приоритетите ми е изградба на ваков дом за стари лица, бидејќи сме го ветиле и бидејќи еве нашите сограѓани го бараат како голема потреба. Иако лично повеќе верувам во институционалното решавање на овие проблеми, како идеја. Меѓутоа, се уште, не знам, ова ќе оди паралелно едно со друго. Домот за стари лица е единствена парцела која што општина Струмица има за изградба на дом за стари лица, тоа е во рамките на бившата касарна, која на некој начин е пореметена со тоа што еден објект таму е продаден уште многу одамна од Министерството за одбрана, и кој што и таа парцела согласно тоа не може да се даде на продажба или да се понуди во било каква форма. Значи, треба урбанистички да се реши, да се исчисти од тој објект, да се редефинира, бидејќи намената е вакво домување, значи колективно домување за возрастни лица. Мислам дека е А3 намена по тие номенклатури кои ги има урбанизм. Таа процедура е при крај. Значи, таа е процедура која трае повеќе од година и пол. Ние не сме моќни тоа да го промениме. Тоа е од процедури кои што траат во Министерството, одредени ревизии, промени, рокови за кои тие се должни да одговорат. И секако има тука предизвици, има јавни анкети на кои што наши сограѓани ќе дадат некоја замерка. Секоја замерка, забелешка треба да се согледа, да се даде одговор, пак да се врати до Министерство за транспорт и врски. Самата процедура е таква долга. Тоа е пак една друга тема за која што ние можеме во друга прилика да разговараме и сите градоначалници се трудат или прават притисок да овие процедури малку се скратат. Били уште подолги. Скратени се извесно, но се уште предолго трае. И таа е причината. Значи, не сме се откажале, во скоро време ќе биде понудена таа парцела, ниту пак е кажено во програмата дека до 2000 и јас не знам сега, не сум сигурен, но мислам не е кажен рокот дека еве треба до 2019 да биде завршено, нели? Значи не значи дека сме се откажале. Можеби овие процедури не малку го одлагаат решавањето, што е исто и мене ми создава некогаш незадоволство, меѓутоа такви се приликите, но ќе се решава. За да не оставиме како незапоставен спортот, би сакала да кажеме неколку збора пред да ја привршиме емисијата. Колку спортски клубови се поддржуваат, колку средства изминатиот период се одделуваат за развој на спортот и колку општината смета дека тоа има импакт во развојот на сите овие спортски клубови, се разбира, дисциплини. Спортот, како и социјалата и културата се сегменти, односно делови кои општина Струмица и по традиција и сега ги поддржува. И тоа со значителни средства би кажал, значи секако се разбира процентуално према големината на буџетот кој што ќе се оствари. Во минатата и оваа година, значи во 2018 година го помагавме спортот со околу 14 милиона, 14.500 илјади денари
спортските здруженија, спортските друштва, спортските клубови, повеќе од 70 се на број, инаку. Значи, според одредена номенклатура, во зависност од рангот на надпреварување, од бројот на ангажирани луѓе, мислам, учесници, спортисти, од застапеноста на младинските категории, младински школи. Значи, тие се некои критериуми кои што создаваат една ранг листа која определува согласно таа формула кој клуб, кое спортско здружение, кое друштво ќе добие одредени средства. По мои сознанија, генерално спортските клубови и здруженија се задоволни од овој вид на доделување на средствата. Редовно се исплаќаат, без разлика на процентот на остварување на буџетот. 100% минатата година беа, за разлика од некои години кога имаа замерки, можеби такви беа времињата, преодни, изборни и така натаму, не е битно. Важно, минатата година 100% ги исплативме, договорот е во 6 подеднакви рати, значи може да се случи каснење, доцнење од 15 на дена 20, но не е важно, во 6 подеднакви рати се исплаќаат 100%. Тие се средствата, тука имаме предвидени средства за тренери, средства за освоени шампионски титули, кои ги исплативме оваа година. Оваа година беа околу 13 милиона и 500 заради познатите редукции и компримирање на буџетот согласно одлуките на владата кои мислам дека ги елабориравме во некој момент. Меѓутоа со средствата кои се дават за кои што ги исплативме за шампионска титула, практично пак е на едно исто ниво како минатата година. Би сакала уште на самиот... И тука се извинувам, и тука се здруженја на сите други помали здруженја, значи пчелари, голубари, не знам, значи не постои здружење пинг-понгарски клуб исто. Има многу добри успеси, мал е по волумен, а има достигнато многу убави успеси кои вредат да се на некој начин помогнат. Дали следната година, бидејќи веќе имаме датум за предвремени парламентарни избори, може да имате одолговлекување на реализацијата на проектите, бидејќи понекогаш се спорни изборните години, се подготвувате ли? Како ја пречекавте како општина оваа информација? Па секогаш изборната година создава проблеми и на локалната самоуправа во некои сегменти. Ние ќе се обидеме да ги предвидиме тие. Бидејќи лани имавме избори. Па за жал така е. Значи мислам дека и општеството е сега нели и изморено од избори и од предвремени и од редовни, но тоа е веќе не е во наша ингеренција. Јас не би сакал за тоа да давам свое мислење, меѓутоа факт е дека ваквите изборни активности ангажираат и луѓе, се изоструваат амбиентот во општините и општо во цела држава, што не делува поволно на локалниот економски развој, да кажеме, или на она што значи имплементирање на буџетот. Секако дека ќе создава проблеми, меѓутоа ние ќе се обидеме со правилно предвидување на календарот на јавни набавки и другите активности кои што ги имаме, да се заштитиме од евентуално успорување на ова реализацијата на нашите проекти со ваквите активности. Сосема на крај за окружување на оваа емисија, што сметате да во изминатиот на половина сте од мандатот како еден од незначајните ваши успеси и достигнувања и која е темата на која што би сакале повеќе да се посветите, односно каде мислите дека општината може многу повеќе да придонесе? Сите поголеми проекти кои што ги кажав, посебно од сферата на социјалната, детската заштита, особено ми е драга и особено со голема љубов и енергија пристапувам кон таа категорија и се она што можам да го направам за оваа категорија, го правам со големо уверување и желби, како што ви ги кажав претходно. Тоа е нашата иднина, тоа е темелот на нашето општество и тука мислам дека не треба да жалиме се што може да се направи, вклучително градинките, подобрување на амбиентот во училиштата. Вие знаете и тука имавме, не ги спомнавме, но имавме значителни интервенции, ако се од областа на капиталните инвестиции во домен на Министерството за образование. Меѓутоа, ние помагаме колку што можеме. Значи, со
тие проекти сум посебно горд во ова сфера на нашите најмлади сограѓани. Инфраструктурата, еве, ги кажав, бројките не се занемарливи, се сериозни. Посебно ми е драго што еве и населените места не скоро, туку немаше населено место во кое немаше интервенции. Дали асфалтирана или бетонирана 1, 2, 3, 6 улици, буквално во сите. И посериозни градинки во населени места никогаш немало пракса. Тоа е посебно еден нов момент во квалитетот на животот. И тука сум презадоволен со канализационите системи, иако тие носат и своји предизвици и проблеми, не се можеби атрактивни, луѓето не ги препознаваат како нешто атрактивна некоја градба. Меѓутоа е за мене увереноста во мене, самиот дека е тоа есенцијална потреба и основна, базична потреба на нашите луѓе, го правам со цел свој ентузијазам, иако имам непријатни. Еволуација, кои се слабите страни? Слабите страни, сигурно би има се слаби насочиле? страни. Јас многу пати не може да кажам дека сум задоволен од сето она што го направивме. Никогаш нема да бидам задоволен. Секогаш ќе сакам да има повеќе, бидејќи и луѓето бараат повеќе. Изострени се, малку подигнати се и критериумите на желбите, потребите на луѓето. И јас тоа го разбирам. Меѓутоа, можностите, буџетски можности се ограничени. Ние мораме да имаме нешто што ќе биде приоритет. Базите се приоритет. Деталните урбанистички планови, канализационни системи, водоводни системи, согласно нашите потенцијали економски, мораме да ги развиваме. Една, можеби поголема слабост, која сега ми пролетува преку мислите е моето изненадување од она дека многу малку сограѓани процентуално од нашата општина се запознати со активностите на општината. Тоа си го препишувам пред се на себе си, бидејќи мојата перцепција беше дека не сакав многу да ги оптеретуваме луѓето со инфраструктурни проблеми, ако се потреба секако, но мислам дека доволно имат своји проблеми за да можеме да ги атакуваме со секојдневни информации, како што во еден изминат период имаше, повеќе мислам на централно ниво. Мислам дека тоа е малку повеќе од она што би било вкусно или потребно или рационално. Меѓутоа, ми се чини дека се покажа дека не сум баш во право во тој поглед, бидејќи луѓето не се информирани и даваат забелешки за нешто што веќе длабоко навлегло во процес на реализација. И луѓето не знаат, не се информирани и мислат дека тука ништо не се прави. Значи, јас одговорно тврдам дека не постои проект или еве да кажем висок процент, 99% од онаа што сме го ветили и сме разговарале со луѓето, се работи и е во некоја фаза на реализација. Понапредна, скоро пред крај, но ниеден проект не ја запознае, бидејќи и буџетот на општина Струмица, вие знаете, се креира на буџетски форум и во непосредни посети на населените места. Јас знаете дека сите населени места ги посетувам и во непосредни разговори правиме записници за онаа што тие ќе го одредат како приоритет. Често пати се случува да нема доволна посетеност и она што таму ќе го усвоиме како приоритет, потоа некои луѓе го оспоруваат или мислат дека можеби нешто друго било приоритет. И затоа апелот секогаш е од моја страна да доаѓаат помасовно, тогаш ќе се искристализираат вистинските проекти. Со таков проблем се случува. Еве, тоа е еден од можеби пропустите. Благодарам за учеството во оваа емисија. Се надевам дека ќе има успешни форумски сесии, па она што е заокружено како проект што ќе влезе во буџетот, ќе го елаборираме кога ќе имаме и нацрт на буџетот, а тоа отприлика ќе биде крајот на месец декември. Ви благодарам уште еднаш за вашето учество. Благодарам и вам. Почитувани, тоа беше визави на програмата на Канал ВИС. Останете содржини на нашиот ТВ канал.